Она за што денеска ќе зборуваме, почитувани гледачи, е спонтанното прекинување на бременоста. Најавата која што веќе имавте можност да ја видите и во рамките на утринската програма. Што е спонтан абортус и што го предизвикува? Кои причини доведуваат? Кои фактори? На кои фактори можеме да влијаеме? Кои се симптомите кои ќе укажат дека има некаков проблем? Кои се критичните месеци во бременоста и може ли да се спречи спонтаниот абортус? Можеме ли превентивно да делуваме? Колку време треба да помине до следното забременување? Каква поддршка им е потребна на брачните парови, посебно на жената, доколку се случи вакво нешто? На сите овие прашања денеска на темата разговараме со доктор Александар Бојачиев, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија, благодарам за поканата. Доктор Бојачиев, досега во визита сме имале честопати доктори гинеколози кои што ни гостувале, сме зборувале на најразлични теми, најчесто или за следењето на бременоста, сите оние потребни неопходни испитувања што треба да се направат, или пак за одредени проблеми кои што се јавуваат кај жените и кај младите девојки и кај оние кои што допрва планираат да го прошируваат семејството. Меѓутоа за оваа тема досега не сме зборувале во визита. Некој ќе рече можеби и не е толку убава, меѓутоа заслужува простор и внимание да ги информираме сите оние кои се причините што доведуваат до вакво нешто и она што ни е цел да влијаеме на факторите за да го спречиме спонтаниот абортус. Што е спонтан абортус? Така е. Ова е многу интересна тема, како што рековте, може не звучи толку убаво, но всушност е многу честа и самите спонтанни абортуси представуваат несакани прекини на бременоста до 20-та недела од бременоста, значи до средината од бременоста. Но сепак најчесто тие се случуваат до првите 3 месеци, односно до 12-та недела од бременоста. 80% од спонтанните абортуси завршува, односно се случуваат тогаш. Така да затоа и луѓето знаат дека првите 3 месеци се оној најризичен, најкритичен период кога е можно некоја компликација да се случи во бременоста, а всушност луѓето не се свесни колку тие се чести и представуваат воедно и најчеста компликација на бременоста. Значи број 1 компликација која што се случува во бременоста, што се однесува до нивната честота на јавување, значи таа е право пропорционална поврзана со возраста на женскиот партнер и машкиот партнер има улога, значи која што е многу помала, но еве чисто сликовито да дадеме еден пример, воколку збориме за популацијата на жени до 35 годишна возраст, тогаш честотата на појава на спонтаниот абортус е 20 до 25%, што е секоја пета бремена, значи е многу висока стапка, а воколку зборуваме за жени од 40 годишна возраст, значи стапката е 40%, за жените на 45 годишна возраст, воколку останат бремени, стапката за спонтан абортус е 80%, така да е тесно поврзана. Значи, со зголемување на возраста на жената се зголемува и ризикот за спонтан абортус. Тој се случува и кај младите пациенти кои што имаат и 20 години, значи, но во статистички помал процент. Така, тоа е во една од причините или пак факторите, нели, кои што доведуваат? Да, тоа е во еден од факторите, односно во оној најчестиот, најзастапениот фактор со 50% од факторите кои што доведуваат до спонтан абортус се генетските фактори. Генетските фактори се во тој, значи се застапени на тој начин што квалитетот на јајцеклетката од жената, но исто така квалитетот на сперматозоидот имаат голема улога. Со старењето на жената биолошки факт е дека опаѓа и квалитетот на јајцеклетките, но и бројот, така да при раѓањето жените имаат околу 2 милиона, па на пубертетот околу 300.000, до 30-та година губат околу 90% од таа бројка, до 40-та година само 3-4% имаат резерва. Но и бројката не е ни толку важна, бидејќи сепак има доволен број, квалитетот е исто така во драстично опаѓање со текот на годините. Тоа значи, што значи понеквалитетна јајцеклетка? Тоа е јајцеклетка која има некои хромозомски неправилности и тие ситуации се зголемуваат со возраста на пациентката. Како што расте возраста на пациентката, така и бројот на такви неквалитетни јајцеклетки се зголемува. Што значи, воколку се формира бременост со
таква неквалитетна јајцеклетка, таа бременост во најголем број случаевите ќе заврши како спонтан абортус. Тоа е еден вид, можеме да го наречеме, на контрола на квалитет или на природна селекција, бидејќи природата сама ги селектира тие ембриони кои што се добро формирани, кои што се правилно формирани, да ја продолжат бременоста. Тие кои што не се добро формирани, односно кои имаат таква некоја хромозомска грешка или кои што имаат некаков проблем, во најголем број случаевите ја го завршуваат својот пат, и тоа најчесто во првите 2 до 3 месеци од бременоста. Тогаш се тие критични месеци. Да, но и она друго што сакам да спомнам, дека и сега не секоја жена старее исто. Некоја жена и на 20 годишна возраст може да има и имаат, голем број жени такви неквалитетни јајцеклетки кои што представуваат случајна грешка. Тоа воопшто не значи дека повторно ќе се појави во следната бременост. Но чисто статистички ризикот е поголем кај оние жени кои што имаат над 35 годишна возраст. Затоа и препораката од гинеколозите првата бременост барем до 30-та година? Па препораката никогаш не може да им наложиме жените да кога е точната возраст за они да останат бремени. Инаку, како што кажав, секоја жена старее различно. Некоја жена може и на 30 годишна возраст да има предвремена менопауза, или што е ретка ситуација, но некоја жена може, сме имали и такви случаеви, и на 45-6 годишна возраст со нејзина јајцеклетка да роди здраво бебе без никакви проблеми. Така да, но сепак жените треба да бидат запознаени со статистиката, дека сепак ризиците се зголемуваат и за спонтан абортус, но и за други проблеми во бременоста, бидејќи тие неквалитетни јајцеклетки покрај тоа што доведуваат до спонтани абортуси, во колку таа бременост продолжи, тогаш се развива плод кој што има некоја хромозомска неправилност. Така да, затоа и препораката на жените над 35 годишна возраст да направат обавезно, некои испитувања кои што 100% ќе потврдат дека кај бебето нема никакви хромозомски наследни проблеми. Тоа е препорака кај сите мајки по возрастни од 35 години возраст. Не само кај оние кои што имаат некое сомнение кај бебето или во фамилијата, кај сите кои што имаат над 35 годишна возраст. Токму од истата причина. Да се направат тие така да едниот фактор го спомнавме, оној што е најчестиот, тоа се тие случајни генетски грешки, но има и генетски грешки кои што може да бидат пренесени од родителите. Тоа е многу често. Овој првиот фактор го кажавме, тоа е 50%, ова е негде 2 до 4% кај кои што во самиот генетски материјал има некој проблем кај родителите, дали балансирана транслокација најчестата причина, кои што на зачетокот му предаваат небалансирана транслокација и се случуваат такви репетирачки спонтани абортуси. Но од оние причини кои што можеме да влијаеме и кои што можеме многу добро да влијаеме и драстично да ги зголемиме шансите за успешна бременост, ќе ги наброиме, па после доста би било и на тоа ќе го ставиме акцентот, нели, на факторите и причините на кои што може да се влијае, така. Влијаме, ама овде ќе направиме пауза за вестите. Вестите во 11 часот. Продолжува денешната визита на доктор Александар Бојаджиев, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Темата веќе ја најавивме, продолжуваме понатаму со разговорот онаму докаде што стигнавме со објаснувањето доктор Бојаджиев. Еден брачен пар најмалку што посакува е рано да се прекине бременост. Сепак е тежок и емотивен и психолошки момент и за двајцата, посебно веројатно за жената. Меѓутоа, кога и веќе ќе се случи таквото нешто, потоа мислиме на оние фактори всушност и претходно што можеме да превентивно да делуваме, нели, за да го спречиме спонтаниот абортус. Така. Секоја бременост кога ќе се случи носи голема надеж, исчекување, неизвестност, сите тие работи, и кога ќе се случи таков еден прекин на бременоста, тоа се разбира дека голема психолошка травма, особено за жената. Статистички студиите покажуваат дека многу по-негативно влијание има кај жената. Она што претходно го кажавме за оние генетски причини, мислам дека бидејќи се тие и најзастапени, мислам дека жените сватија дека во тој дел каде
што не можеме да влијаме и подобро да е тоа што се случува така, односно што се случува таа природна селекција или контрола на квалитет на тие бременности кои што се случиле. Збориме за тие генетски фактори. Нива голем број фактори на кои што можеме да влијаеме, на кои што ако влијаеме, значи стапките за успешност на бременоста се зголемуваат многократно. Од факторите покрај тие генетски фактори, значи тука ќе го спомнем антифосфолипидниот синдром. Тоа представува постоење на одредени антитела во крвта на жената, кои што ги напаѓаат одредени масноти во незината крв и создава таква една состојба на крвта на леплива крв или како погуста крв, инаку се вика истиот синдром и стики сел синдром, значи синдром на леплива крв. И во таков синдром постои, не е препознае, не е откриен, не е третиран во бременоста, се случува до потешко значи имплантирање на зачетокот, до потешко формирање, односно вгнездување на плацентата, до неправилно вгнездување, понатаму се случува до проблеми во понатамошниот тек на бременоста како резултат на одредени проблеми во самите крвни садови на плацентата кои што може да бидат од страна на некој крвен угрушок запушени и слично, така да освен спонтани абортуси овој синдром предизвикува и други компликации во бременоста, како што се болест преекламсија, значи болест на висок крвен притисок, понатаму заустанување во растот на бебето, пропратено исто така со намалување на плодовата вода, понатаму ненадејна смрт на бебето во понатамошниот, во покасниот тек на бременоста, така да овој антифосфолипиден синдром е исто така често застапен. 20% од факторите кои што доведуваат до спонтаните абортуси се поврзани со овој синдром и воколку го откриеме и третираме, ќе кажеме подоцна и за третманот, кој што со аспирин, нискомолекуларен хепарин, значи со одредени лекови кои што ги ординираме заедно со трансфузиолог, значи стапката за успешна бременост многократно се подобрува. Значи освен овој антифосфолипиден синдром кој што лабораториски се открива на тој начин што се испитуваат одредени антикардиолипински и лупус антикоагулантни антитела кои што треба да бидат покачени во размак од 6 недели. Воколку тоа е така или воколку знаеме дека жената имала претходна некоја историја на породување пред 34-та недела од бременоста, бременост со преекламсија или пак мртов плод во третиот триместар, значи секогаш во тие случаи мора да се посомневаме на постоење на овој синдром за кој што има третман и тоа е многу важно да се препознае на време и правовремено да се даде соодветна терапија. Освен се прави како проверка само онаму каде што е неопходно или пак? Да. Значи не се прави рутински на сите бремени жени што планираат бременост. Воколку се препознае дека има некаква причина или некоја необјасната тромбоза кај таа пациентка, дури пред да имала бременост или ако има ваква полоша историја на болести во бременоста, тогаш обавезно треба да се направи. Освен овој фактор, значи имаме и анатомски фактори, каде што има одредени деформитети на матката, кои што се вродени, уште од самото раѓање, како што се прегради на матката, дворога матка, еднорога матка, значи голема варијација на деформитети кои што многу лесно хируршки, односно хистероскопски, минимално инвазивно може да се коригираат, лесно се откриваат и при ултразвучен 4D ултразвучен преглед, значи тие постоење на такви проблеми, така да и тие исто така заземаат негде 15% од факторите кои што доведуваат до спонтани абортуси. Обично за нив е покарактеристично тоа дека покасно во вториот триместар се случуваат. Значи тоа се анатомските причини, понатаму имаме и хормонски, односно ендокринолошки фактори. Тука ќе ги спомнеме диабетот и болестите на тироидната жлезда. Значи воколку има диабет не само што ја зголема стапката за спонтани абортуси, туку и доведува до аномалии на бебето во првичниот тек на бременоста, така да обавезно е пред бременоста да се исконтролира и да се регулира диабетот, исто и болести на тироидната жлезда. А ако они се регулирани, тогаш ризикот значи е ист како кај оние трудници кои што немаат никакви болести. Така да и на тоа може многу контролирањето на сите вакви состојби доколку се присутни. Контролирањето и третирањето ако се открие некаков проблем. Да се држува. Друго што може да
влијаеме се инфекциите. Значи инфекциите е докажано бактериите, дека инфекциите кои што некогаш се и непрепознаени, така и нелекувани. И многу често се непрепознаени. Значи дел од нив, значи може и во 60-70% да не се свесни ни едниот ни другиот партнер дека има некаков проблем. Така да само ќе ги набрам, значи тука од оние причинители кои што може да направат проблем се хламидијата, микоплазмата, уреоплазмата, бактериската вагиноза, понатаму може да биде рубеовата, варичелата, голем број на инфективни агенси можат да доведат до вакви компликации. Од други фактори исто така е слабоста на грлото на матката, кое што може да биде слабо поради помоц со сврзни влакна во него, но може да биде слабо и поради некоја претходна операција, како што е конизација, која што го скратува грлото на матката и нема самата матка потпора. И таквите жени исто така во поддоцниот тек, значи они имаат поддоцни абортуси во вториот триместар. Оние што се во првиот триместар се повеќе од овие генетски причини, повеќе од антифосфолипидниот синдром, но тој прави подоцнежни компликации, така да може според времето кога настанал спонтаниот абортус да имаме некоја ориентација кој од факторите би можел да биде причинител за таквиот проблем. И уште да ги спомнам само факторите од личните навики, бидејќи и тие имаат голема улога, тука се пушењето, алкохолот, злоупотребата на одредени дроги, понатаму може да биде и кафето, повеќе од 3 шолји кафе на ден. Сите тие се докажани дека може да доведат до зголемена стапка на спонтани абортуси. Така и затоа кога се планира семејството, нели се вели да се направат убаво сите комплетни испитувања, така. Да се подготви жената за да може бременоста потоа нели со помалку ризици да се помине. Точно. Особено кај оние жени кај кои што веќе имаме некоја индиција дека би може да настане некаков проблем. Така, кога веќе ќе се случи еден спонтан абортус, колка ви се шансите или се повторуваат ли и понатаму, и втори, и трет? Значи, оние првично што ги спомнавме, случајни генетски грешки, значи тие вообичаено се инцидентни и не се повторуваат. Значи, тоа е неквалитетна јајцеклетка, формирала бременност и тоа вообичаено нема да се повтори. Многу е ретко да се повтори. Но оние бременности кои што едно по друго се репетираат, се повторуваат, значи, втор спонтан абортус може да има само 5% од пациентките. Трет спонтан абортус 2%. Значи многу е ретко, но имаме и пациентки кои што имаат по 6, 7, 8, 10 спонтани абортуси, немаат износена бременност. Тогаш навистина треба да се испитаат сите можни фактори и да се открие точната причина за да се знае како да се третира и да нема повеќе такви компликации, односно пациентката да си има здрава и успешна бременност. Така, но секогаш оставаме простор и надежта е тука дека и после втори, трет спонтан абортус така може да се заврши се на крај и со добра бременност. Така. Само што мора уште една статистички податок да спомнам дека со секоја наредна несакано изгубена бременност процентот за можен спонтан абортус се постепено се зголемува. Затоа е многу важно да се открие причината за тоа. Да. За да може и да се превенира и да се лекува, мораме да ја знаеме причината. Обавезно. Секогаш во медицината мора да има диагноза за да има терапија. Така. Гледачите веќе очекуваат да ги вклучиме во визита, да ги слушнеме сега и нивните прашања. Добар ден, повеете. Добар ден. Добар ден. Ме интересира за брачни другари со ХПВ. Што треба да се планира за бременност и што треба да се направи? Со ХПВ инфекција. Сопругот има ХПВ, така? Да. Дали е можно да останете бремена, нели? Тоа е прашањето. Да, и јас имам исто. Освен, значи, дали вие имате направено некое испитување, ПАП тест, ХПВ типизација, дали кај вас има? Да, и мажот и жената исто. Да, но кај жената дали ХПВ вирусот довел до некаква промена на клетките на грлото на матката? Дали има некоја промена како CIN1, 2, 3, некоја преконцепција? CIN1, добро. Добро, ви благодариме.
Значи, во овој случај, пошто е ЦИН-1 промената, во принцип може да остане пациентката бремена. Јас сум имал пациентка и со ЦИН-3, која што не знаејќи останала бремена, па ја следевме целата бременост, мислам, колпоскопски и со сите тие методи што треба, ја износе целата бременост, се породи, па после тоа се направи конизација. Но тука повторно ќе кажам, значи во колку има ЦИН-3 пред бременоста, се разбира дека треба прво да се направи третман, но за конкретнава диагноза ЦИН-1 може да остане бремена. Така, ти си се направат сите третмани, ја одреден период веројатно што треба да си помине, така да се само планира. Да кажам, чисто за да стекнат представа гледачите, пошто и ова многу често прашање ЦИН-1 веќе скоро е толку застапено што буквално секој се судрил со познава некој што има таков проблем. Значи ЦИН-1 представува најмал степен на промена на грлото на матката предизвикан од ХПВ вирус. Без никаква терапија, без никаква интервенција од доктор, после една година 70% од тие жени самиот имунитет ја излекува промената. После 2 години 90% од тие жени самиот имунитет ќе отстрани промената ЦИН-1 и ХПВ вирусот. Така да, но сепак неопходни се чести контроли, се додека таа промена не исчезне, за да не се во оние 10% каде што може промената да напредува на ЦИН-2, ЦИН-3 и понатаму. Така и секаде различно, нели секој го поминува сето тоа. Видите, сега има ниско и високо, средно и високо ризични типови на ХПВ. Ниско ризичните типови предизвикуваат ЦИН-1. Високо ризичните типови може да предизвикаат и поголем степен на промени. Гледачката не кажа за каков тип на ХПВ вирус се работи, но како и да е, значи бидејќи е само ЦИН-1 инфекција, само ЦИН-1 промена на грлото на матката, може во колку веднаш остане бремена да продолжи со бременоста. Да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, само ќе ве замолам малку погласно за да можеме убаво да ве слушнеме. Добар ден. Повелете. Добар ден. Да, веќе сте вклучени во визита, повелете со прашањето. Имам прашање за докторот Александар Бојаджиев. Добар ден. Да, веќе сте во програма вклучени, поставите го прашањето, ние одлично ве слушаме. Имам прашање за докторот. Ало? Да, еве, јас ќе се обидам уште еднаш, ќе ви дадам можност да го слушнеме вашето прашање, значи слободно поставите го, а потоа вие ќе очекувате да го слушнете и одговорот. Добар ден, повелете. Добар ден. Да. Повелете со прашањето. Сакам да прашам дали големен вагинален секрет може да доведе до... Добро, го разбравме прашањето. Така. Значи, зголемен вагинален секрет не представува никаква диагноза. Значи, треба да се види дали има некаква конкретна инфекција. Значи, да се земат микробиолошки брисеви, да се постави диагноза. Дали зголемениот вагинален секрет е како последица на некоја бактерија, дали има хламидија или некоја бактерија што може да доведе до компликации во бременоста. Инаку, многу често жените во бременост имаат зголемен вагинален секрет и тоа е од причина што самата бременост, значи самата матка се од орган кој што е многу мал, во големина на слива, расте десетици, стотици пати, со тоа расте и васкуларизацијата на матката. Значи, циркулацијата, односно волуменот на крв на жените во бременост за 40% се зголемува, а најголем дел од тоа е во пределот на матката. И бидејќи матката и вагината е многу голема васкуларизација и секретот вагинален е пообилен заради тоа што тука доаѓа повеќе крв. Но обавезно мора да се исследи дали постои некаква инфекција, значи се земаат рутински и во бременоста и пред бременоста микробиолошки брисеви, да се види точно каква бактерија ако постои има и кој е најсоодветен антибиотик значи за таа бактерија според антибиограм. Така, проверката на крвта и на урината месечно се прави кај секоја трудница, но секоја промена која што тие ќе ја почувствуваат или пак нешто што им е нејасно секогаш да се консултираат. Да, мора со гинекологот да се консултираат. Да не оставаат, да не чекаат и да не предпоставуваат дека може би од едно, друго или трето, најдобре така да си бидат мирни. Да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, ме интересираат промените. Дали може да бидат предизвикани само од ХПВ вирусот?
Добро. кратко Цин промените прашање. може да бидат предизвикани само од ХПВ вирус. Од ништо друго. Од ништо друго. Значи, ХПВ вака само да ве кажам. Значи, ПАПот е ориентационална метода. Значи, не е 100% диагноза. Некогаш, реално и може да нема цин промена, а на патологот поради одредени реактивни промени, поради одредени инфекции, да му залечи дека постои цин 1. За да дефинитивно се потврди таа диагноза, се зема биопсија. Но, единствен... Сега послушајте ме, послушајте конкретно, затоа што утврдеме, веќе операцијата е направена, странето е делот на грлото на матката, меѓутоа ме интересира ХПВ е стрикно, значи само сексуално пренослива болест, да? Да. Значи ХПВ-то е толку чест вирус и толку лесно пренослив, што се смета дека 80 до 90% од сексуално активните луѓе ќе дојдат во контакт со него. Значи 10 до 20% нема да дојдат во контакт со ХПВ. Дури некогаш и однос со кондом и депилација се сметат, значи дека може да се пренесе и на тој начин. Така да, али главниот начин на пренос на ХПВ е по сексуален пат. Так. Али многу е често вирус и многу е контагиозен, многу е пренослив. Така, и затоа секогаш се нели препораките, оние кои што веќе сексуално активни почнуваат да бидат младите луѓе, нели да прават проверки почести, така, да. Нормални, значи нема потреба некои чести проверки, него оние колку што е потребно, да. Така, да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ви слушаме, повелете. Цело малку ван темата сум јас, вака имав пред 80 спонтан абортус. Сега сум повторно бремена со близначење, во 24-та недела сум. Моето грло на матката, докторката ми рече дека е 17 мм и дека ќе предизвика, значи, предвремено порадување. Дали може да е тоа нешто од спонтаниот претходно што е? А немам никакво сознание од што е предизвикан првиот спонтан. Така, добро. Доколку и треба нешто дополнително да прашате слободно, останува гледачката на линија. Не сте надвор од темата, како што споменавте на почеток. Конкретно е за темата, мислам, нема никаков проблем. Значи, грлото на матката треба да биде над 25 мм, за да кажеме дека си има нормална должина. Кај гледачката, ако е со вагинална сонда убаво измерено и е скратено на 17 мм, тоа значи дека има поголем ризик за предвремено порадување. Што се случило во претходната бременост, не знаеме, бидејќи не било тоа, како што спомна гледачката, доиследено. Може да биде некоја преграда на матката, може да биде некој друг проблем кој што доведува до скратување на грлото, може да биде самото грло со помалку сврзни влакна и порано да се отвара, може инфекција да доведе до тоа. Во секој случај, значи, кога грлото се скратува, има два начини во тој случај да се помогне. Едниот начин е воколку пациентката претходно имала неколку спонтани абортуси, значи лошо акушерско минато, тогаш се става планиран серклаж, односно подврзување со конец на грлото на матката, за тој да не се отвара. Тоа се прави планирано, пред да почне грлото да се отвара. Но воколку после 16-та недела од бременоста, значи, се случи таква ситуација, пациентката е 20-та недела од бременост, тогаш 24-та мислам дека спомена. Тогаш до 26-та, 7-та недела се прави ургентен или итен серклаж, каде што повторно може да се стави тој серклаж, но со претходно добиени брисови дека нема никаква инфекција локално доле на грлото на матката. Така да заедно со незиниот гинеколог, значи суплементарна терапија со прогестерон, значи и со евентуално проценка дали да се направи серклаж, би требало бременоста да се износи до некоја недела во која што бебето би имало одлични шанси да преживее, со тоа да препорака уште една негде од 28 до 32-та недела да добие кортикостероидна терапија за матурација, значи за зреење, побрзо зреење на белодробијата на фетусот. Така, да.
Тука следуваат реклами, почитувани гледачи, но останете со нас. Со визита продолжуваме веднаш по рекламите и за темата за која што зборуваме, а брзо после тоа ќе го имаме вклучувањето и советите и препораките од господина Тилчо Захариев. На доктор Александар Бојаджиев, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Бојаджиев, симптомите и знаците кои што може да укажат дека станува збор на некаков проблем. Што е она на што можеме да се посомневаме? Па еден од најчестите симптоми е крварењето, но мора да кажеме дека и најголем број од бремените жени, значи кои што имаат значи спонтан абортус, всушност и не знаат дека има веќе некаков проблем со бременоста, бидејќи едни од најчестите состојби се едната е мисет аборшен, така се вика, како пропуштен абортус, каде што срцевата акција на ембрионот прекинала неколку недели предходно и жената нема никакви симптоми, значи нема ни крварење, ни болки, ни никакви други знаци. Така да на рутинскиот гинеколошки преглед кога ќе дојде, се забележува дека ембрионот него продолжил својот раст, значи нема срцева акција, застанал на ниво на раст од пред неколку недели и на тој начин е еден тип на таков, да речеме, несакан прекид на бременоста. Исто така имаме и ембрионска бременост, тоа е кога ќе се формира врекичото во кое што се развива ембрионот, но немаме формирање на ембрион. Значи не се гледа воопшто ембрион внатре во врекичото каде што тој се развива, но се разбира има и голем број значи спонтани абортуси кои што директно почнуваат со крварење, иако има кај ембрионот срцева акција. Тие не значи дека ќе завршат како спонтан абортус. Значи така, не секогаш крварењето така ќе биде. Многу често крварењето, а во колку ембрионот жив, бременоста продолжува, крварењето се смирува и бременоста не завршува како спонтан абортус. Тоа е нели знак за аларм, али не е знак дека бременоста ќе заврши. Обично се случува како резултат на ретрохоријално или ретроплацентарно крварење. Значи тоа е крварење позади обвивките на ембрионот или позади обвивките на фетусот. Има различни, значи, прогностички знаци во колку се случува позади плацентата, значи позади плацентата која што директно е поврзана со исхраната на ембрионот, тогаш е поголем ризикот за спонтан абортус, односно за компромитирање на циркулацијата према бебето, додека во колку хематомот се наоѓа позади обвивките на бебето, тогаш е по-мала шансата за прекин на бременост, но има и улога и тоа колку е голем самиот хематом. Некојаш може да зафаќа и 2/3 од површината позади врекичото во кое што се наоѓа бебето. Во секој случај тоа крварење може да перзистира и неколку дена, но може да биде и со недели. Значи тоа не треба значи во прв ред да биде причина за преголема паника, бидејќи таа крв треба постепено да се исцеди, значи тој хематом што е позади обвивките на бебето за да прекине крварењето. Ама сепак треба да е причина за да се посети гинекологот, така промена кога ќе се случи. Но сепак да не очекуваат значи трудниците од кога тоа крварење ќе почне дека веднаш после ден-два и слично треба да заврши. Може да биде и така, но може да се пролонгира и подолг период. Иначе има и друг тип на крварење, тоа е во многу раната бременост. Значи уште и кога не сме визуализирале бременоста, тоа се вика имплантационо крварење, кога самиот ембрион, самиот зачаток се имплантира во зидот на матката. И тоа е нешто неколку дена пред периодот на менструацијата. Значи жените може некош да го претолкуваат, обично е пооскудно, како дека менструацијата дошла порано и слично, а всушност представува таков тип на имплантационо крварење во рана бременост. Има и други типови на крварење, значи може да има контактно крварење, ако има некоја ерозија, ектопија на самото грло на матката, па после однос да се јави одредено крварење, но сето тоа треба да се исследи од страна на гинеколог за да се определи точната причина која што довела до крварење и да се даде соодветна терапија супортивна, значи може да биде прогестеронска, најдобро од природни прогестини, значи кои што се хормони што нормално се вачат во бременоста и помагаат матката да нема контракции, се до периодот кога доаѓа терминот за породување, тогаш значи нивната концентрација се намалува
се и почнуваат контракциите на матката, така да даваме прогестеронски препарати, даваме други препораки на пациентката во колку има потреба и антибиотици или некои други лекови. Во секој случај мора да се направи преглед за да се открие причината и за да се открие што е најдобро да се даде за терапија. Така, кога веќе ќе дојде до спонтано прекинување на бременоста, тука не завршува и не смее да заврши се. До следното планирање на бременоста, колку време треба да помине и има ли некакви препораки и насоки, конкретно за жената? Така. Да речеме или пак и за брачниот пар, за двајцата партнери на што треба да се придржуваат. Така да. Уште на почетокот спомнавме дека имаме и клинички препознаени и клинички непрепознаени спонтани абортуси. Значи, во спонтаниот абортус настапи од многу рано, дури ако не се визуализира тој во матката и слично, тогаш дури не е ни потребна интервенција за останатите делови од концептот да се извадат надвор. Значи, има одредени критериуми кога се прави таа интервенција со вакуум аспирација да се извади содржината од матката. Во секој случај, после спонтаниот абортус, препораката да поминат барем 3 месеци до следната бременост, а особено воколку се повторуваат спонтаните абортуси, неопходно е пред следната планирана бременост да бидат направени сите потребни испитувања за да таа бременост има успешен тек. Така, и испитувањата си се прават нели со причина и онаму каде што треба. Така. Да. Да ги вклучиме повторно гледачите и да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Јас сум бремена 20-та недела, втора бременост. Почетокот имам каварење со ретрокордијален хематом, ама сега немам ништо, користам вагиналет утрогестан. Ми кажа сега дека имам лакуни, колку се тие страшни за бременоста и како треба да продолжим? Добро. Убаво на крајот слушнавте, така имаше мали прекини. Убаво прашање. Значи, тие ретрохоријални хематоми се повлекле и постојат лакуни во плацентата. Тоа се како островчиња или езерце со крв, за да бидат сигнификантни, за да кажеме дека навистина може да се поврзани со некакви последици понатаму во бременоста, треба да бидат над 2 см тие лакуни што се наоѓаат во плацентата и обично се појавуваат кај тие трудници, пациентки кои што би можеле да имаат некои проблеми со коагулацијата на крвта. Дали тука ќе го вклучиме антифосфолипидниот синдром, дали тука има исто така други тромбофилиски болести кои што се во бременоста како проблеми со коагулацијата на крвта, фактор 5 Лајден, протромбин, генски мутации кои што доведуваат до тие проблеми со коагулацијата, дефицит на протеини. Да не ги набројувам сите, во секој случај на пациентката и препорачувам, бидејќи тоа ретрохоријално крварење се повлекло, а има лакуни на плацентата, да се направи на трансфузиологија испитувања за факторите на коагулацијата на крвта и да се одреди дали има потреба од третман со нискодозажен хепарин, односно тој третман ќе го одреди трансфузиологот зависно од параметрите кои што ќе бидат испитани трансфузиолошки. Така. Тоа е нешто што следно може да го направи. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Имам едно прашање до докторот. Значи, дали секогаш кондиломите се поврзани со ХПВ инфекција или може да бидат од друга инфекција? Исто така, дали серихијата е многу честа, више 3 години повторувана, дали може да направи проблеми во една бременност? Ви благодариме. Кондиломите се предизвикани од нискоризични типови на ХПВ вирус. Рековме постојат ниско и високоризични типови. Нискоризичните типови тип 6, тип 11, значи предизвикуваат кондиломи, но секогаш во медицината може да има две болести паралелно. Може да има и ниско и високоризични типови, може да има и кондиломи и промени на грбото на матката во исто време, така да таа состојба исто така треба да се исконтролира. Но во секој случај во колку
има доста поизразени кондиломи на надворешноста на вагината, односно на влезот на вагината, тогаш препорачливо е бременоста да се заврши со царски рез. Значи една генерална препорака која е многу изразена, ако се тие кондиломи многу изразени. За второто прашање што се однесува, инаку се тие поврзани со ХПВ вирусот. За второто прашање што праша гледачката, значи тоа е за Ешерихија коли. Ние во бременост правиме секој месец испитување, односно анализа на урината, особено за асимптоматска бактериурија, пошто и тоа е докажано дека може да го зголеми ризикот за значи предвремено породување, спонтанни абортуси и така натаму. Така да тоа секако треба да се третира. Ешерихијата коли е доста тешка за лекување, доста упорна и препораката е сепак по антибиограм, значи да се види кој е најсоодветен антибиотик и да се излекува, затоа што сепак и таа е во некој случај, не е тоа многу често, но во некој случај при породувањето може кај бебето да направи одредени компликации. Така и затоа се вели сите бактерии, инфекции, нели во текот на бременоста доколку се откријат да бидат излекувани до моментот на породувањето. Една инфекција што ќе се открие не би требало да биде оставена без третман. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас се јавувам бидејќи имам гинеколошко прашање, дали ќе може докторот да ми го одговори? Да, повелете со прашањето. Во ред, значи, веќе неколку месеци имам вагинална секреција, така продвирно белозова. Ги направив микробиологичките анализи и папот и сите беа уредена од брицевите. Докторот ми даде вагисан таблетки кои што се млечна киселина. Сега ги примам и кога веќе правам пауза од 2 недели повторно ми појавува секрeciјата. Дали не е доволно време, бидејќи ми рече само 5 да примам, една недела пауза, па пак 5, дали треба повеќе вагиналетки да користам или како? Во ред. Значи, воколку сите микробиолошки брисеви што биле направени се негативни, значи дека нема постоење на некоја бактериска инфекција, но сепак што докторот и дал таблети, односно вагиналети кои што се за обновување на вагиналната флора, предпоставам дека се посомневал дека има значи проблем со губиток на нормалната вагинална флора, која што обично се нарушува после одреден антибиотски третман или после одредено измивање со некои шампони, сапуни кои што ги убиваат и оние нормални бактерии, односно на природна заштита на вагината. Бидејќи вагината си има свој природен одбранен механизам, таа има кисела pH од 4,5 и воколку се уништи нормалниот нејзин одбранен механизам, тогаш се качува pH вредноста, се отвара простор за развој на многу придружни условно патогени инфекции. Значи тоа не се оние сексуално преносливи, не се оние кои што доведуваат до некои компликации во бременоста, но доведуваат до такви симптоми на зголемен исцедок, до чешање и слично. Така да тоа сепак треба убаво да се обнови локално вагиналната флора и со тоа да се зајакне природната одбрана на вагината. Така. Тука завршуваме со вашите јавувања и прашања, почитувани гледачи, но да ги слушнеме советите и препораките од магистер Илчо Захариев, кој што е наш редовен и постојан соработник во секоја визита од понеделник до четврток. Денеска ќе ни зборува за билките од кои што потекнуваат лековите кои што се користат во современата гинекологија. Добар ден, почитувани гледачи. Повторно преку емисијата Визита сме во вашите домови. Емисија која навистина го погоди правиот гледач, сите оние кои се одговорни, кои го сакаат сопственото здравје, а ние велиме дека здравјето е нешто најголемо богатство. Ако сме внимателни, го чуваме, го негуваме, ќе доживееме длабока старост. Па всушност, преку советите кои ги дава оваа емисија, преку одговорите на сите оние прашања што вие ги поставувате, мислам дека на некој начин го подигнуваме нивото на здравствена култура во Република Македонија и лично мислам дека емисијата Визита е на прав пат да создадеме нација со голема здравствена култура. Жената е столбот на секој семејство. Денеска зборуваме за женски проблеми, зборуваме за женски болести, болести на репродуктивните органи и верувајте дека гинекологијата и акушерството напреднаа многу. Медицината постигна толку многу, се открија нови методи, постапки за лекување. Сите овие методи на некој начин овозможија да имаме голем број на лекови, фармакологијата напредна
во делот на хормони, во делот на контрацепција, во делот да речеме на утеротоници, во делот на токолитици, значи лекови кои на некој начин помагаат. Денеска ќе зборувам за едно растение, всушност тоа е паразит кој расте на растение. Ќе зборувам за Secale cornutum или Glavicепс purpurea или наш народно кажано ќе зборувам за ржана главница. Ржаната главница е едно од најлековитите растенија. Фармацијата и фармакологијата го искористуваат повеќе од 150 години, а премината на ржаната главница е стара од античко време до денеска. Всушност, нашите најстари знаеле дека тоа растение е многу отровно. И знае, ако се даде во повисоки дози, ако жената е бремена во првите 3 месеци и ако таа бременост е несакана, со користењето на тоа растение предизвикувале, значи, спонтани абортуси. Значи, нашиот народ знаел дека тоа растение е многу отровно, а често пати имало многу инциденти за тоа што во високите планински места во Република Македонија се огледува рж, а нашиот народ бил сиромашен, па често пати со ржта доаѓа и ржана главница, со мелењето на тоа жито, во брашното се мелеле ржаната главница, па во него имало доста алкалоиди и често пати имало и токсични ефекти од користењето на тој леп кој се припремал од ржано брашно. Сакам да кажам дека ржаната главница е паразит, тоа е гливица, која некаде во рана пролет, мај и јуни, кога цвета ржта, се формира медена роса, таа се размножува и почнува мицелиумот да расте во самото соцветие на ржта. Тој мицелиум подејства на сончевите зраци, подејства на комплетно влагата која постои, созрева во рокчиња, големи до 2 сантиметри, и во тие рокчиња практично во тој мицелиум кој е оформен и од кој наредната година повторно се развива оваа габица како преодна фаза, се ствараат голем број на лековити материи алкалоиди, деривати на лизергинска киселина. Всушност, поради големото значење на ржаната главница, таа се култивира во голем број земји, и тоа во Полска многу, во Русија, Холандија, Германија, и порано сите лекови кои се користеа од тоа растение беа единствени, и тоа има голема примена во интернистичката пракса, во неврологијата и во гинекологијата. Значи, во ржаната главница има алкалоиди деривати на лизергинска киселина, и кога човекот покушал да ги промени тие работи, да направи поголем лек синтетски, од лизергинската киселина произлегло на соединение кое се вика ЛСД, била направена најјаката синтетска дрога. Но за нас е битно да кажеме дека сепак ржаната главница е многу битно растение. Добиваме алкалоиди, 3 групи на алкалоиди, и тоа ерготаминска група, значи ерготаминска, потоа имаме ергометринска група, ергометрин, и третата е, значи, група ерготоксин, во кои спаѓаат неколку лекови. Може би порано постарите пациенти ќе сретат на лекот дитамин, потоа на лекот алкорнин, ридергин, а ние денеска ќе зборуваме само за еден, тоа е ергометринот, или метилергометринот, или дихидроергометрин, а тоа е лекот ерготил. Всушност, ергометринот е еден од најдобрите алкалоиди, кој делува исклучиво на утерусот. Значи, интересно е дека тој има силно влијание на утерусот и при силни, зголемени обилни крварења ке жените, често пати се дава ерготил. Ерготилот ја стега материцата, но ги стега и крвните садови во самата материца и практично доаѓа до смалување на обемот на крварење, се намалува неговиот интензитет и должината на крварењето. Додека другите алкалоиди од гливицата, значи Secale cornutum, се користат, значи, во интерничката плакса за подобрување на циркулацијата, како што е редергинот кој се дава при мозочни удари и при пореметена периферна циркулација на раците и нозете, а додека лекот дитамин, ерготамин се користи, значи, за регулирање на крвниот притисок. Значи, ако имате низок притисок, го качува притисокот и делува, значи, за мигренозни болки. Значи, ерготилот или метилергометринот представува лек кој се добива од билката Secale cornutum. Значи, неговата примена е исклучува во гинекологијата и акушерството. Суштината на неговото давање е, значи, кај жените каде имаме нередовна менструација, каде имаме честа менструација, каде има обилни крварења, често пати кои трајат долго, каде постои опасност да дојде до анемија и до некои други последици, неговото давање е потреба. Но, почитувани пациенти, сепак, кога се имаме проблем гинеколошки, значи, пациентките треба да знаат дека првата работа е одење на сопствениот гинеколог, на матичниот лекар, гинеколог, затоа што секој крварење е голема загонетка.
И точно гинекологот ќе потврди и ќе утврди диагноза и тој ќе препише лек. Втората порака која сакам да ја порачам дека сами не смеете да експериментирате со ржана главница, затоа што сепак тоа растение има алкалоиди, во високи дози е отровно растение. Всушност реков дека нашиот народ кој сакајќи да има повеќе жито, него селектирал житото, ршта од ржаната главница и често пати имало труење при припремање на лепо држано брашно. И интересно е дека ако се користи ржана главница недефинирано, во големи дози може да настанат проблеми на периферната циркулација и често пати доаѓа до појава на гангренозни промени на рацете и на носите. Од тие причини рековме дека ова растение ќе го ставиме само на фармацевската индустрија, таа да ни припрема лекови, и тоа лекови кои се користат во интерничката пракса, лекови кои ќе се користат во неврологијата и лекови кои се користат во гинекологијата. Сега, ако лекарот препише ерготил, сака да порачаме на работа на пациентките, а тоа е дека ерготилот на вистина помага. Значи ги стега крвните садови, значи утеротоник, и затегнува мускулатурата на материцата, го намалува крварењето, го намалува момент на крварењето и должината на крварењето, но сепак, кога имате такви проблеми, најважна работа е дека ерготилот ќе делува ако вие ја одлежите болест. Значи, практично, кога користите ерготил, битно е да одмарате, да не бидете многу физички активни, да лежите дома, и тој период да го примате ерготилот, неговиот фармаколошки ефект и профил, ќе го зајакнете синергистички преку тоа што вие сте одговорни. Доколку вие сте активни, се движите, спортувате, трчите, пешачите, работите тешка физичка работа, користењето на ерготилот и покрај тоа што е ефикасен лек, ќе даде послаби резултати и помали ефекти. Значи, пораката е дека лековите помагаат, но помагаат кај дисциплинирани пациентки, кои покај примањето на тој лек, истовремено и ќе мируваат. Почитувани пациенти, природата создала болести. Често тие болести се навистина силни. За голем дел од нив имаме решенија, но за голем дел од нив медицината се не открили нашите решенија. Затоа, експерименти со лековите билки не сме да има. Мојата порака до вас: се што ви интересира, консултирајте се со вашиот лекар. Фармацевтот не го заобиколувајте, ќе ви помогне да ги распознаете растенијата, да ви каже што се користи од тоа растение, како се користи и како правилно да направите лекови. Само на тој начин, соработувајќи сите ние во синџерот на лекување, пациентот, лекарот и фармацевтот, ќе имаме успех во лекувањето. А наша цел преку емисијата Визита е токму тоа, да имаме здрава нација. Но наредната емисија, почитувани пациенти, ви посакувам да имате многу здравје. Советите и препараките од господинот Илчо Захариев, кој што никогаш не пропушта нели да го потенцира тоа дека секогаш прво треба да се консултирате со вашиот лекар, потоа и со фармацевтот, да не експериментирате ниту со лековите, ниту со лековитите билки, препораки од негова страна што, кога, како можете да користите и колкав временски период и во колкави дози. Доктор Бојаджиев, сакате да се надоврзете и на ова што многу ми се допадна прилогот. Сега светските трендови се такви што во секој уджбеник, во секоја книга најсовремена гинеколошка, едно од првите поглавја е алтернативна медицина и како со природни работи да се помогне на пациентките, така да и тоа е составен, неизоставен дел од помошта за да се значи болестите третираат и за да компликациите се смалат. Да, но секогаш стручното лице, лекарот и фармацевтите се тие кои што нели ќе одредат дозата каде колку што и сме. Да. Ни остануваат за крај само уште неколку минути кои ќе бидат препораките и советите. Она за што денеска зборувавме, спонтаните абортуси, рековте дека се честа појава, целта ќе ни биде нели да се намалат, да се спречат ако може, да се превенираат. Точно така, значи она што е во прв ред е да се подобри квалитетот на живот. Тоа значи да се отфрлат оние лоши навики кои што ја намалуваат и фертилноста, не само ризикот за спонтан абортус, туку и способноста на партнерите да имаат поколение. Значи тука се исфрлање на алкохолот, цигарите, сите оние штетни навики, исто така подобрување на исхраната, подобрување на сите оние работи кои што може да се влие, како што се физичката активност и сето тоа, бидејќи рековме дека и мажот и жената не стареат еднакво. Тоа све зависи нормално првично од генетиката, но исто така и од навиките на живот. А она што е другата препорака е во координација, значи во консултација со гинекологот, да се на време откријат сите оние причини кои што
што може да доведат до некаква компликација во бременоста, не само на спонтани абортуси, сепак тие се најчеста компликација, и воколку се таков тип на компликации на кои што може да се влијае, значи да обавезно се влијае, бидејќи жените некогаш и може губат надеж после 4, 5, 6, 7 спонтани абортуси и голем број на инвитро, но ние никогаш не губиме надеж, имаме излекувани случаи што се на ниво на Божие чудо, што се вика, но сепак здравието и животот на жената не е секогаш на прво место, значи потомството е секогаш на второ место, но сепак со правилна диагноза, со правилна терапија, секогаш се настојува и во скоро сите случаи се успева жената да има здраво и убаво поколение. Така, да се живее здраво во младоста, за да се има и здрава бременост и здрави поколенија. Точно така. Посебно внимателни да бидат трудниците во првите 3 месеци, тоа е она општо позната препорака, нели? Точно така, првите 3 месеци се оние што се најризични, значи тогаш и периодот на органогенеза, кога се формираат сите органи на ембрионот, значи кој е најосетлив во тој период, кога најголема шанса има за пореметување во тие формирање на органите, но секако и да не се опуштаат и после првите 3 месеци, бидејќи бременоста трае 40 недели. Така, да, поминаа 3 месеци, па сега можеме, нели? Дозата на предострожност треба да остане до самиот крај на бременоста. Така, и оние препораки кои што треба да ги почитуваат, нели секогаш онака како што ќе рече лекарот, така и да се направи. Така. И да бидат позитивни, бидејќи и со самото тоа што позитивно се пристапува на самата бременост и сето тоа, обично и така и завршува, значи со убав исход. Така, да бидат и внимателни, ама да не ја сваќаат бременоста како болест, како велат. Воопшто не е болест. Нормално треба да се нормална состојба, да. Таа е нормална состојба, физиолошка нормална состојба што се случува во животот, не е болест, но сепак треба да си има внимание за да не се појави некоја болест во периодот на бременост. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија. Повторно нова визита имаме утре 10 минути до 11 часот. Пријатно.